Со подигање на знамето на фестивалот денеска и официјално започна 32-то издание на Макфест. Имаме 6 учесници од странство, освен од Македонија. Јас ги распоредив во две вечери, сите, не само странците по тројца да бидат, туку ги распоредив по некаков си мој поглед на работите. Брза песна, спора песна, машко, женско, групи. Веќе е изработено и двојното издание на албумот од песните кои ќе бидат изведени на фестивалот. Јас сум горд на ова, нели? Двојно CD, дупло издание, кое содржи 30 композиции. Работев напорно во изминатиот период да го реализирам. Целта ни беше да имаме тонски запис, да имаме двоен албум пред да се одржи фестивалот. Возбудени и со големи очекувања од фестивалот нормално се самите музичари. Еви јавно да и се благодарам на Анабела што прифати да биде дел од овој наш заеднички дует. Буквално со еден збор и ја пратив песната да ја слушне преку наш заеднички пријател. Испратив песната да ја слушне, таа нормално и се свигаше и се допадна песната и прифати да пее заедно со мене. Први пат учествувам на Прв пат настапувам на фестивал во Македонија и многу ми е драго што сум овде гостин. Од секогаш имав желба да пеам на македонски. Се надевам дека се снајдов добро со јазикот. Збудена сум бидејќи ова за мене е прво искуство на Макфест. Морам да кажам дека сепак имам позитивна трема. Утре ќе биде, значи, поинаква атмосферата бидејќи утре за мене ќе биде вечерта кога ќе настапувам. И годинава фестивалот ќе го води Димитар Анастасовски. Огромна чест и задоволство е да се биде дел од една ваква долгогодишна манифестација која што е една од најголемите и најдолгите музички традиции во нашата земја. 32 година поред, мене трета година не поред на сцената на Макфест. На 32-то издание на најголемиот македонски фестивал на поп музика ќе се изведат 14 песни од првата полуфинална и 15 песни во втората полуфинална вечер, од кои по 9 ќе се пласираат во финалето. Во април годинава фестивалот го доби и својот прв споменик фонтаната на Макфест, која воедно представува и првиот отворен амфитеатар во Штип.